Дом изразува загриженост заради можноста за отварање на рудникот за злато и говица во општина Босилово од страна на канадската компанија Euromax Resources Македонија. Овој проект има сериозни закани по здравјето на луѓето преку загадувањето на почвата, водите и воздухот со опасни тешки метали и хемиски супстанции, а воедно ќе направи непоправливи промени на релиефните карактеристики на пределот и загрозување и уништување на водотеците, животинскиот и растителниот биодиверзитет на целиот струмишки регион, но и во соседните Бугарија и Грција. Вознемирувачки изгледаат презентациите на Euromax Resources Македонија, на кои се гледа дека во наредните 20 години на работна површина од 1500 хектари ќе биде пресечена пола планина, со што трајно ќе биде нарушен релефот на ова подрачје, односно ќе бидат извадени неколку милиони тони земја, а планината со висина од 800 метри надморска висина ќе биде сведена на 100 метри надморска висина на површина од 500 хектари отворен руден коп. Со извадената почва ќе биде подигнато хидројаловиште во долината на река Штука, преградено со брана, но без целосна заштита од клонирање на опасните материи во почвата и доаѓање во допир со подземните води. По завршувањето на работите во отворениот коп ќе се создаде езеро од кој ќе се појави опасност од преливање на надојдени води или од појава на стечиште од клиничните работни страни на површинскиот коп, што представува отворена закана од поплавување на струмичкото поле. Со започнувањето на експлоатацијата на злато и бакар ќе дојде до загадување на почвите и водите со високодробниот тежок метал арсен, кој во зголемени концентрации ќе се појави во водите на реките Јазга и Штука, но и во подземните води на струмичко поле. Закана постои од цијанидот, кој е една од најотровните хемиски супстанции, и ако ќе се употребува за чистење на златото и ќе биде одложувано хидројаловиштето на рудникот, а за што инвеститорот не гарантира 100% заштита од одложеното отровно дејство. Апокалиптична изјавата на Euromax Resources кој најавува дека нема да постои можност од возобновување на шумскиот фонд и дека ова подрачје ќе остане трајно неупотребливо за економски и било какви други активности. Од подрачјето ќе исчезнат сите животински видови кои го населуваат просторот, а за кои компанијата најавува невозможна операција за нивно преселување во нови живеалишта. Долг е списокот на опасности кои му се закануваат на населението и на стопанството во целина. Пред се, тука мора да спомнеме дека Струмичко поле, кој е еден од најплодните региони во Македонија и најзначени извезувач на земјоделски производи, може да стане јалово земјиште, со што ќе се изгубат редица земјоделски гранки, но и илјадници работни места. Затоа Дом бара од надлежните институции, пред се од Министерството за животна средина и просторно планирање, да не дозволи започнување со работа на рудникот и ловица. Дом до Министерството за животна средина ќе изпрати коментари и забелешки по направената студија за оцена на влијанието на животната средина, но ќе побари и запирање на сите постапки за отварање на рудникот и престанување на важење на концесискиот договор. Од Дом сме убедени дека во Македонија не сме да има место за локалните индустрии и бизниси. Македонија не сме да стане место каде сомнителни компании ќе ни уништуваат природата, здравјето на луѓето и храната, и за таа цел неопходна е транспарентност и силен институционален и граѓански мониторинг. Својот развој Македонија мора да го пренасочи кон чисти технологии, зелена економија и циркуларна економија, за да се постигне баланс на еколошките, социјалните и еколошките аспекти и потреби. Благодарам.